U imето на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радост ни донесе. Воскреснатиот Христос е радоста наша и нашата радост денеска е дупла, бидејќи во овој ден го славиме и празникот на покровителот и заштитникот на нашиот роден град Струга, светиот великомаченик Георгий Победоносец, чудотворец Кападокус. Браќи и сестри, како што забележувате, во секој ден од Светата седмица се служи светото пасхално утрено со светата пасхална литургија. На истоветен начин, со ретки минимални промени во пеењето на хвалитните стихи. А тоа значи дека секој ден од оваа седмица е дел од еден ден. Бидејќи 7 дена се слеваат како многуте потоци и реки што се слеваат во една голема река, така времињата на вековите, времињата на годините, на месеците, на часовите се слеваат во големата река на времето, која што во црковната поезија е познато под името Ден 8. Денот 8 е денот на вечното невечерно време. Ако секој од 7 дена почнува со изгревање на сонцето, а завршува со заоѓањето на сонцето, кога денот и го отстапува местото на ноќта, односно вечерта, денот 8 не знае за ноќ. Во тој ден живее троедниот Бог и ние сме повикани да влеземе во радоста од тој ден и ние токму сега го чувствуваме времето на тој ден. Секогаш кога го пречекуваме прагот од влезната порта на светиот храм. Времето на овој свет, времето што знае за ноќ, го оставаме зад себе си и влегуваме во времето од денот 8, кој што е невечерен, кој што не знае за ноќ. Имено во овој ден годинава Господ благослови да го празнуваме и големото светио на црквата, светиот Георгий, чуварот на нашиот град, заштитникот на нашиот град, еден од двајцата, поправо да се изразам, покровители на градот Струга и двајцата Христови генерали, Христови војни, Димитрije и Георгий. И двајцата прекрасно ни го чуваат градот Струга и не случајно во денот кога ги славиме се сочуваат и ослободувањето на нашиот град од сите робство. Па ако можеме да зборуваме неусловно, односно отворено, или условно, односно скриено, и за некакво робство во кое што сега сме западнале.
doživеано во вид на една голема политичка и економска криза во која што се дави во буквалната смисла на зборот светот на современиот човек, тогаш јас сакам да ве уверам дека имајќи го Светиот Георги победоносец за предводник во својот живот, дека тој ќе не води по патот на спасението, кој што напати е личен пат, карактеристичен и својствен за секој човек посебно, напати соборен, бидејќи е пат на целиот наш напатен православен македонски народ. Живееме страшни и перфидни времиња, ние барем така го доживуваме нашево време. Но јас можам да ве уверам дека и генерациите на луѓе пред нас своето време го доживувале онака како што ние го доживуваме нашево време. Духот на апокалипсата чукал на портите од секоја историска епоха. Тоа одлично го знаат луѓето што се бават со класична историја и уште повеќе луѓето што се бават со историјата на уметностите од сите можни жанрови. Затоа денешното Евангелие, браќа и сестри, посветено на светиот великомаченик Георги, почна со словото за љубовта. Автор на тоа слово е светиот апостол и евангелист Јован. И по не знам кој пат, уште еднаш, светиот апостол и евангелист не соочи со фактот дека само под еден услов ќе бидеме Христови и од нехристијаните ќе бидеме секојаш препознавани како христијани, како негови, како Христови. Кој е тој единствен услов? Ако љубов имаме, истото тоа евангелско четиво денес читано заврши со неколку потресни кажувања, што секојаш треба да ги имаме пред себе и да ги паметиме. Оној што љубов има, нема да биде човек врз чија глава ќе ставаат ловорови венци и ќе му закачуваат медали за храброст, туку ќе бидат прогонети од оние кои што човека го намразиле уште така што пред да го намразат човека, го намразиле Бога. И се што е Божјо, бидејќи е од Бога, е предмет на нивната омраза и непријателство. Таквите само обожени луѓе, кои што живеат така што манифестираат отворено непријателство кон Бога, сметајќи го Бога за ривал, за соперник, за некој кој што им смета, кој што им ја одзема слободата, кои што ги оневозможуваат да ги реализираат своите пеколни планови за човекот и за светот. Вели светиот евангелист Јован, таквите ќе не истеруваат од синагогите, од светите храмови. И не само што ќе не истеруваат, туку и ќе не убиваат,
misleјќи дека убивајќи не нас му служат на Господа. Симптоми на овие, на атмосферата за која што зборува светиот апостол евангелист Јован, наоѓаме и во нашево време. Иако, да бидеме искрени, се уште сме далеку од нивното буквално реализирање. Но како што истекува времето на овој свет и реализацијата на тие страшни предрекувања на светиот апостол Јован е се поблиска до нас. Затоа Господ милостивиот, распнатиот, воскреснатиот, вознесениот, да не чува од сите тие опасности и да ни дава сила, да се издигаме на собствените слабости, да го победуваме стравот со кој што овој свет без Бога сака да не преплаши и да не задобие за себе си. Така живејќи со Божја помош да ги имаме најсветлите и најсветите примери од историјата на црквата, како што е примерот на денес славениот светиот великомаченик Георги, млад човек во цутот на младоста своја, со блескава војничка и политичка кариера во тогашното грчко-римско општество, тој се остави и своето благородничко потекло, бидејќи таткото на Свети Георги во Солун ја имаше истата функција што Свети Георги ја вршеше во истиот тој град после смртта на својот роден татко. И му се приближи и целосно му се предаде на Христа Господа. И гледајте, сите што живееја за да го сочуваат својот живот се заборавени или се напишани со црни слова во историјата на светов, а тој, генералот Христов Георги, кој што го даде животот свој за Христа, живее со вечен и несмртен живот и неговото име е запишано со златни букви во свештената историја на светот. Амин. За многу години.